Во рамките на манифестацијата Културно лето 2025 организирана по повод 70 години од формирањето на општина Кисела Вода, саботната вечер, 28 јуни, го претвори расадник во вистински центар на урбаната младина и музичка енергија. Илјаници посетители се собраа во срцето на Кисела Вода за да ги проследат настапите на три од највлијателните имиња на домашната сцена: Next Time, Двабона и Сладкаристика. Настанот започна со настапот на Next Time, кој со својот препознатлив рок звук и патриотски емоции создадоа атмосфера што го раздвижи и најоддалечениот дел од публиката. Публиката во хор ја пееше "Ја излези Ѓурѓо" и други познати хитови, креирајќи момент што ќе се памети. Следуваа Двабона, чиј настап ја запали атмосферата со динамичен сет, директна комуникација со фановите и мокри битови. Нивната хип-хоп енергија ги освои младите и ја крена сцената на повисоко ниво. Конечно, вечерта кулминираше со Сладкаристика, која затвори саботната програма со спој на хип-хоп, фанк и со препознатлива урбана поезија. Со стиховите што ги знаат сите генерации, тој уште еднаш покажа зошто е еден од најголемите естрадни имиња во земјата. Публиката реагираше со еуфорија, пејќи ги песните од прв до последен стих, а сцената пулсираше со светло, ритам и емоција. Во рамки на настанот разговаравме и со градоначалникот на општина Кисела Вода, Орце Ѓоргиевски, кој истакна дека културата, особено кога е достапна за сите, е основа за силна и здрава заедница. Тој најави дека ова е само почеток на уште побогата културна понуда за граѓаните со посебен фокус на младите, уметноста и локалниот развој. Добро вечер, господине Орце. 70 години Кисела Вода, уште едно културно лето. Како градоначалник на Кисела Вода, како помина во годинешните подготовки? Па добро, како и секоја година, традиционално, како јас сум градоначалник, започнавме со ваков тип на прослави. Во минатото имало нешто од многу помал карактер за разлика ова што го правиме денес. Денеска ни е трета вечер, вчера беа во Драчево, претходно беше Роџер Санчев предвадена тука. Денеска се Next Time, Двабона и Сладкар. Мислам дека добро ќе се забавува народот овде во Кисела Вода, но и Скопје некои што доаѓаат, така да очекуваме добра забава и денес, а и така. Роџер Санчес е навистина големо име. Како стигнавте до него? Дали беше лесно да прифати вашата покана? Па да, бевме во комуникација со менаџерот него. Немаше воопшто проблеми, така да договоривме се од прв пат без никаков проблем. Така. Кисела Вода навистина живна овие неколку години. Дали сметате дека тоа е нешто што и фалеше на граѓаните на Кисела Вода и колку е битно ваквите настани да се одржуваат за да се отеши самата култура и традиција на нашата држава? Па добро, убаво кажавте живна општината. Добро е сите општини да живнуваат, не само во Скопје, туку и во цела Македонија. На Скопје не им треба забава. Ова е единствен начин. Ние знаете како градоначалници, како политичари градиме патишта, училишта, градинки и се останато кое што му е потребно нашиот народ. Но некако слабо обратуваме внимание на обединувањето на народот. Ова е единствен и вистински начин да го обедините народот. Така да сметам дека добар потек направивме во однос на културата. Генерално, знаете, секоја година главниот акцент го ставаме на наши изведувачи македонски, но према барањето и на граѓаните, така годинава беше Санчес, минатата година имавме некои балкански звезди, така да обрнуваме внимание и во тој дел. Така ви благодарам многу. Ми беше чест. Сте најдобро. Како први на сцената се појавија Next Time, додека уживавме во перформансот, позборувавме со Двабона. Дечки, здраво, многу често може да најдеме на сцената за било каков настан во Кисела Вода. Колку сметате дека ваков тип на настани е клучен за да се одржи традицијата и културата во Скопје? Па, пред се здраво. Сметам дека се многу важни за културата, затоа што в денешно време реално се случуваат многу малку настани, поготово после ситуацијата со Кочани. Мислам дека треба да се случува многу почесто, ради тоа што на народот му треба забава. И ние сме почестени гости вечерва, веќе трета година, затоа што сме и граѓани на општината Кисела Вода. Секогаш се поминуваме убаво, се надеваме народот. Тоа е тоа. Да додадеш нешто? Да, едноставно овие настани се добри за општата светска и луѓето. Знаеш, вака учиме да си го сакаме своето. Општина Кисела Вода е пример како тоа се прави. Да, и морам да ги пофалам општина Кисела Вода за настанот. И за сите настани. Така. Извадивте албум пред некоја недела. Гледам дека супер поминува. Дали на вечерва на овој настан ќе изведете некои песни од новиот албум или ќе си останете на старото? Дефинитивно ќе има од новиот. Ќе има, ќе ги пееме Еверест и Ради Реда. Така.
Дали имате некој ритуал, да речеме, пред настап, кој што ви помага да помине супер настанот, кој што ви носи, например, среќа, да речеме? Па не, ова не е рутина, навикнати сме веќе 6-7 година работиме, навикнати сме, немаме некои посебни ритуали, освен да наздравиме една чашка пред настап. Саат време обично пред настап седиме у бекстејдж и тоа е тоа. Тоа ни е ритуалот. Една чашка. До 2. Фала ви, дечки. Откако Next Time завршија со својот настап, ги прашавме колку се битни настаните од ваков карактер и на кои песни публиката најмногу реагира. Здраво, Стефан, само што завршите со настапот. Како мислиш дека културно лето придонесува за обединување на повеќе генерации и повеќе, да речеме, музички култури на една сцена? Па, секој се одлично вие настани, убаво што државата вложа во културата, затоа што без култура нема, нели, еднина, а така се распознава еден народ, така да мислам дека убаво е се ова што го прават. Одлично што има различни бранши на музика, патриотско, рап и све, диџеј и други музики. Вашата музика е спојна рок-н-ролот со македонска традиционална музика, односно патриотска, како што кажавме. На што подобро реагира публиката? Дали реагира на старите номери подобро или на новите? Па, нормално дека сме актуелни со старите, меѓутоа, еве, у ново време имаме 2 дуети со Сладкар, што помина одлично, повеќе од одлично, така да реагирате на таа музика. Секако, доколку се промовира добро, ќе реагира и добро публикација. Така, ти благодарам, Стефан, Фала ти многу. Непосредно пред настапот го начекавме Сладкар, кој ни откри како настана договорот за настапот. Здраво, Сладкар, вечерва на 70 години Кисела вода и културно лето. Колку сметаш дека ваквиот тип на настани, што се малски настани, имаат придонес за да се развива културата и традицијата во секое посебно место? Па види, све што трае 70 години треба да е едноставно човек да се симне капа и да каже мора да сум дел од ова. Што е малтене историја. Мислам, 70 години општина е нешто што ја мислам дека го слушам прв пат, ама за све има прв пат, така да браво. Ова прави нашата музика да е уште погласна, уште пожива и да е поголема. Дали стварно договорот за да настапиш на културно лето настана во кола на еден едно карпул шоу? Да, со Орце се случајно снимавме, јас се знам со Орце, ама не очекував да влезе у кола. И така да човекот, кога се фидовме, направивме муабет за све, меѓу и ова, и вика, мораш да ми дојдеш на ова, вика, брат, че славите толку години, нема како ја да не дојдам, знаеш. Така да, ние сме тука, се надевам дека ќе е добро и дека ќе направиме добар црт. Со оглед на бројот на публиката вечерва, што е во огромен број за Кисела вода, дали може ова е некоја подготовка за концертот што следува? Ова е само мал warm-up, затоа што ќе се дешава на 11 октомври Арена Борис, Трајковски зад, ќе имаме стварно многу добар концерт, тука ќе правам саат време, ама тамо ќе имаме едно 3 часовно шоу. Јас, Тони Зен, спешал гест ќе ни се Next Time Клабона, така да и ќе има уште многу други ствари, што со тек на време ќе ги најави. Фала ти, Сладкар. Фала ви на вас.